Здраво дечки, денес ќе ја представам новата Opel Corsa. Океј, може би за нас не е толку нова, бидејќи ова е трето видео со оваа генерација на Corsa. Всушност, можете кај нас на канал да ги погледнете сите други видеа за Opel Corsa и кај нас можете всушност да направите точна споредба со сите клучни погони на Opel Corsa. Ова е хибридна Corsa, како што можете да видите, и станува збор за многу интересен модел, но пред да почнам да го коментирам тој момент, прво ќе видиме кои се новите измени на оваа освежена изvedба, бидејќи пред година дена, од предека година дена, доби благо освежување, па да видиме кои се тие дизајнерски измени. Благо, но искрено прави убава голема разлика особено на предниот дел, бидејќи одредените измени кои што ги кажав се направени напред кај фаровите, браникот исто така и позади на светлата и на браникот. Изгледа сега многу посериозно, но исто така и малце по-спортски, малку подсетува дефинитивно на новата Astra, што ми се допаѓа бидејќи го задржува тој нов дизајн на Opel. И она што е клучно, овие светла сега доаѓаат со LED Matrix технологијата, која што дефинитивно мора да имате. Тука внатре имаме поголем екран, пореспонзивен, подобра графика, едноставно многу повеќе ми се допаѓа, полесно стигате до било која функција, стварно системов е феноменален. Другото буквално се исто, истиот волан, истите материјали, истиот простор, нема големи измени, ниту позади, ниту во багажникот, истиот комодитет, не очекувате големини како е S-класа, сепак е ова едно мало градско возило, така да нема да ве замарам сега повеќе околу тие работи. Се што ве интересира за оваа генерација на Corsa можете да погледнете во другите две видеа тука и да видите се што ви е потребно и се што ви интересира. А сега може да продолжиме со возење, со тоа што ќе запишем со една работа. Зашто волку долго се чека за палење? Не го разбирам ова, зашто? Океј, сега да почнеме со возење и да видиме што нуди овој хибриден погон. Искрено ова со палење баш многу не го разбирам зашто толку многу се чека. Не мислам, не е ништо страшно, не е ништо загрижувачки, но едноставно зашто толку многу чекам дур да запали. Но океј, да се вратам јас на нашата тема, на Opel Corsa хибрид, на новиот хибриден погон, кој што искрено многу изненадува. Ми е многу мило што кај нас на канал, единствено кај нас на канал, можете да ги видите сега најклучните три погони за Opel Corsa, бар јас така сметам. Тоа е класичниот бензински мотор, подоцна имаме фул електрика, фул електрична Corsa и сега имаме хибриден погон. Знаете дека Opel Corsa веќе нема да се нуди со дизел мотор, хибридниот погон доаѓа како негова замена и искрено сметам дека е многу подобро, бидејќи дизел моторот стварно е непотребно поголем, потежок, а тука имаме 1, 2, 3 цилиндра, кој што моторов е феноменален, не се чувствуваат вибрациите од 3 цилиндра, имате доволно моќ. Тука е турбо мотор кој што произведе 100 конски сили во овој хибриден погон. Имаме 48 волтна батерија. Не е класичен mild хибрид, не е класичен хибрид, нешто плюс, нешто минус, но функционира феноменално добро, феноменално добро. Зошто? Бидејќи имате доволно километри за возење на струја, убаво се префрлува од струја на мотор со внатрешно согревање на гориво, нели? Не го чувствувате тоа како некој терет, не ве сецка, буквално рамномерно, линеарно си работат двата мотори комбинирано и што е најбитно, нуди феноменална потрошувачка, бидејќи на крајот на денот, ако заменуваме дизел мотор, прашуваме, чекај малце, што е со потрошувачката. Од Opel викаат, потрошувачката се движи некаде околу 4,4 литри и ви ги си кажете, да, тоа се бројки кои што знаеме, нека не веруваме. Седнувате зад волан, значи за овој модел, за оваа изvedба на Corsa, верувајте ми дека морате да седнете зад волан за да осетите што нуди, колку е тоа реално што го кажува Opel, бидејќи верувајте ми со многу мало внимавање можете да ги достигнете тие бројки од 4,4-4,5 литри. Некој нормално возење, мое нормално возење во град, ми се движеше некаде околу 5 до 5,5 максимум. Ако возам како хулиган, 6 до 6,5 литри, што во било која насока да се движите со без разлика каков карактер или тип на возач се,
повторно имате многу ниска потрошувачка. Како хулиган, не, дефинитивно не треба да возите, но сакам да ви образлажам само дека без разлика колку да сте нежни на педалата за газ или да сте буквално идиотски само да притискате нагло па да отпуштате па повторно да имате големи амплитуди, без разлика Корса ви нуди фантастична потрошувачка. Да, имаме една мала критика околу хибридниот погон, околу возењето. Тоа се однесува на кочницата. Во оние големи градски гужви, кога имате благо движење и застанување цело време, кочницата знае да биде преагресивна. Океј, јасно ми е тоа дека е од електромоторот, кој што тука се активира генераторот за да надополнува, но минимално кога се движам и треба притиснам на кочницата, ве укопува во место. Океј, знам дека е потребно благо време за и Opel да го научи целиот овој нов нивен погон и да понудат нешто посоодветно. На посоодветно мислам на да биде сето тоа понежно, поелегантно направено. Инаку стварно хибридниот режим, јас сум изненаден колку добро им функционира и на Peugeot и на Opel, бидејќи знаеме дека се ПС групација и горе-доле, не горе-доле, буквално ги делат истите платформи, истите мотори, истото искуство и секој дополнително си дава свој печат на тоа. Инаку хибридниот режим што ви овозможува? Ви овозможува да возите на струја, лимитирано е некаде околу 30 км на час ако возите цело време сте на струја, што драстично помага за потрошувачката, но исто така помага при тргнување, при перформанси кога треба да имате за забрзување или не знам, сакате по-големи брзини да достигнете, тука е хибридниот погон кој што секој пат ќе ви помогне. И сега за да влеземе во овој ментален склоп на хибриден режим, на малоградско возило, треба малку и ние да се промениме ако до сега не сме се промениле. Зошто го кажам? Бидејќи за да ги добиеме вистинските перформанси, вистинските резултати од хибридната Корса, треба малци ние да се навикнеме на тој нов концепт. Тој нов концепт кажува за да извадиме подобра потрошувачка, не треба ние да возиме како нормален дизел мотор, треба малку да се прилагодиме на хибридниот режим за да сватиме всушност како да извадиме подобри резултати преку оваа аналогна инструмент табла која што нонстоп ни покажува во кој режим сме. Дали полниме, дали возиме на струја, колку посто од моќноста искористуваме, дополнително на сето тоа тука е и копчето за драйв мод, каде што имаме опција за спорт, нормал и еко, нормално кога ќе возите во град, возете го на еко, бидејќи тогаш најмногу ќе искусите од хибридниот режим конкретно за намалување на потрошувачка. Ако сакате забава, спорт и уживајте. Но што ми беше поентата? Поентата е дека за да добиеме што е можно пониска потрошувачка, треба да разбереме хибридниот режим како функционира. Да бидеме нежни на педалата за газ, да не правиме големи амплитуди како што кажав за тргнување, застанување со нагло притискање или опуштање на педалата за газ. Да и дозволиме на Корса едноставно со регенерирање на батеријата да ни намали на брзина, да ни закочи, минимално да притиснеме на кочницата, да надополниме батерија и да биде многу по-елегантно самото застанување. Додека при тргнување бидеме повторно да имаме едно благо забрзување, да не биде тоа нагло, бидејќи тогаш се вклучува бензинскиот мотор и ние сме потрошиле повеќе гориво отколку струја. Што е со цената? Конкретно овој пакет денес што го возаме 23.500 евра акцијска цена, која што сума сумарум кој ќе направиме некои пресметки и не е така висока цена, да е повисока, знаеме дека цените отидоа претерано нагоре, но 23.500 евра е нека средна класа која што е сосема окей според мене. Зошто? Бидејќи за 23.500 евра добивате, они го кажуваат ова како стандардна опрема, но јас би кажал дека сосема доволна. LED светла, кои што бркаат одлична работа, стварно феноменална. Имаме 6-степен автоматски менувач, ова новиот
автоматски менувач на Opel, кој што многу е поелегантен, по-добро париран со овој мотор, бидејќи тука нормално ради електриката треба да има малку подруг концепт на работење. Новиот екран кој што сосема добро можете да го врзате со Apple CarPlay или Android Auto, нема негова навигација, тоа само во понапредните нивоа, но искрено не ви ни треба бидејќи имате опција да го врзете со вашиот телефон. Ги имаме скоро сите безбедносни системи, задржување во лента, автоматска кочница, радарска контрола, така да искрено што повеќе од тоа. Малку и ние знаеме да забегаме со опрема да набутаме се, на крај ништо тоа не користиме. Она што стварно ни е потребно за користење, тука во овој пакет го има и затоа мислам дека 23.500 евра и не е така висока цена за оваа стандардна Корса, хибридна Корса која што ви нуди пред се многу добра потрошувачка и тоа е клучниот елемент на Корса. Јас мислам дека доволно образложив за оваа хибридна Корса, ја извадив до детал што може да се извади за неа. Оставам на вас да пишете во коментар што мислите, кој погон е најсоодветен за овој модел на возило. Дали се согласувате со мојот став дека хибриднава Корса е најдобрата опција и секако, што сакате друго да видите? Направете сабскрип и се гледаме наскоро. Чао!